Никој не поставува прашање како се случи овој историски пораз на СДСМ, веројатно само на СДСМ не им е јасно. Но можеме да говориме за СДСМ подоцна. Сега најпрво околу новата влада и Ахмети. Изјавата го цитирам. Ако се ВМРО рационални вели, можеме да се зафатиме за работа, за стабилност и иднина на државата. Говори за процеси за стабилност и иднина. И многу го протолкуваа ова како знак, закана за дестабилизација, дури и војна. Јас мислам дека тие закани ги предимензионираме во моментот. Мислам дека првиот дел од изјавата на Ахмети кој вели ако се ВМРО ДПМН е рационални, јас во моментот мојата проценка е дека не постои сценарија во кој ВМРО ДПМН би направил влада со ДУИ. Не се рационални? Па, не мислам дека е тоа непресметано, ако на тоа ме прашуваш. Не мислам дека е непресметано тактички на ВМРО ДПМН да не прават влада со ДУИ, барем до локалните избори 2025. Мислам дека ми е тоа пресметана тактика. Така што во таа смисла е прашањето дали може да се случи некаква нестабилност до тогаш. Јас не сум сигурен. А во тоа бидејќи тешко ќе биде да се создаде политички претекст за тоа. Најголемата закана на ДУИ сега ќе дојде од обвинување за криминал и корупција. Ќе дојде, а? Мислам дека да. Да? Мислам дека ВМРО... Дека тоа ќе биде капиталот на ВМРО за идните избори. Па ВМРО својот предизборен наратив го градеше на криминално и коруптивното милје на наводно милје на ДУИ, а не на нивните албански ставови, кои би биле нормален претекст за ваква некаква дестабилизација. Исто така мислам дека треба да го почекаме и конечниот состав на претениците во собранието. Може да се случи, ние сме гледале до сега пребегување на претеници, може да се случи бројките кои ги вади ДИК да не бидат тие бројки на состав на собранието на крајот. Мислите на кого? На турските представници? Ние веќе имавме јавна најава од дел од партиите од на коалицијата на ДУИ дека тие доколку ДУИ не е во владата, тие би се приклучиле на онаа партија која би била. Македонски синдром е тоа. Па, македонски синдром е на пребегување. Ние сме имале пратеници кои биле киднапирани на 24 часа и така натаму и така натаму. Во основа едно интересен политички мизансцен. Околу Ахмети повторно да се врати. Сега сите погледи се свртани кон Америка, кон американската амбасадорка Анџела Агелер, дека таа точно ќе му објасни на Ахмети дека ова не е време за закани, ниту пак за опасни потези конечно. И мислам дека изјавите на политичките лидери дадени во еуфорија или во депресија не треба да се земаат здраво за готово. Така што јас обично ги сметам изјавите на лидерите 24 часа пред денот на изборите и 24 часа после денот на изборите за изјави дадени во афект. Не сум сигурен како ќе излезе политичката математика на крај, но дури да не излезе по исапот на Ахмети, сигурен сум дека притисокот на меѓународната заедница ќе биде кон стабилизација, не само на Соединетите американски држави, туку и на останатиот дел од меѓународната заедница. Без оглед на изборниот резултат, првиот притисок на меѓународната заедница ќе биде да нема посериозни политички потреси, бидејќи поѓаволите на крајот не чекаат и други политички предизвици до крајот на годината. Објаснувате, како го објаснувате фактот што ДУИ доби толкав број на гласови, 20 години се на власт. СДСМ не беа 20 години на власт, добро, 7 години се на власт, но огромна е таа дискрепанца. Што се случува со албанските гласачи кои се свесни за криминалот и корупцијата? Не велам ДУИ дека е единствениот виновник, но се разбира таа коалициона влада конечно. Мислам дека има три причини зашто ДУИ има таков значаен број пратеници. Првата е што тие се најдобрите во собирањето на секој свој слободен глас на терен. Тие се најдобрата партија во Македонија. Дури со ВМРО можеме да ја споредуваме. Дури со ВМРО ДПМН можеме да ги споредуваме, бидејќи тие ги имаат своите гласачи на список. GOTV стратегиите ги работат одлично, теренската работат одлично. Така што ДУИ под притисокот можно заминување во опозиција, сигурен сум дека го искористиле секој свој потенцијал и тие се движат 120-130 илјади гласа во рамки на
гласачкото тело кое дуи стандардно, го имам нешто над тоа, тоа мислам дека е заради Бујар Османи, но повеќе би рекол дека е исцеден целиот капацитет одошто дека добиле нови гласови. Втората причина е што СДСМ имаше толку лош резултат. Видете, СДСМ има резултат кој е споредлив со резултатот на ДУИ. Дали е 10-20 гласа плюс или 10-20 гласа помалку, во средините каде се надпреварува ДУИ се потребни помалку гласови по пратеник за да добиете пратеник. И тоа е објаснувањето зошто ДУИ има 19 пратеника, а СДСМ 18, иако СДСМ има повеќе гласови од ДУИ. Тоа е моделот. Така е, Донтов тоа е модел. модел. СДСМ да имаше скор во рамки на предвидувањата на анкетите 180-190 гласа, ДУИ немаше да има толку пратеници, дури со истиот број гласови. Третото изненадување е ВЛЕН, односно албанската опозиција, која иако не го победи Бујар Османи, сепак го покачи бројот на гласовите во вториот круг и ја намали разликата и тоа исто така му одзема дел од капацитетот. Но мислам дека во некои клучни средини, изборна единица 2 и изборна единица 5, веќе албанските пратеници одземаат од македонските партии пратеници најчесто од СДСМ и во изборна единица 2 и во изборна единица 5. Шеска, да не ја заборавиме, влегува само Славјанка Петровска, а три пратеници има ВМРО ДПМН. Да, во изборната единица 6, мислам дека анимозитетот кој го проектираше ВМРО ДПМН кон албанската заедница воопшто се реперкуираше во зголемен број на пратеници, што ќе биде проблематично за вкупниот политички дискурс понатака. Говорите за национализмот, кој не е веќе тоа популизам, тоа е гол национализам кој заплашува и тоа е веќе со децении се случува, но се зголеми благодарејќи на ДУИ конечно, на владењето на ДУИ, на политиката на ДУИ, а не и се рефлектираше кон албанците. Жално е што во Македонија поголемиот дел од етничките партии, кога ќе бидат притиснати и кога ќе бидат, да користам колокујален термин, во зорт, се враќаат на својата зона на комфор, а зоната на комфор за жал тоа е опасна зона. националистичките теми. ДУИ, да се подсетиме, одби да биде дел од ЕУ фронтот заедно со СДСМ да има заедничка предизборна коалиција. Одби да го подржи Стево Бендаровски, туку кандидираше свој кандидат за председател Бујар Османи. На крајот на краиштата одби да го подржи и Арбен Таравари, да го поддржаше ДУИ Арбен Таравари, сега Арбен Таравари ќе беше во вториот круг на председателските избори, веќе заедно има повеќе гласови од Стево Бендаровски. И на крајот се одлучи за овој тивок, не тивок, бил бојкот, не бил бојкот на председателските избори. Мислам дека тоа беа серија потези, серија грешки во чекори во последниот период. Џафери покажа, односно кажа дека гласал и за председател и за прат. Артан Груби го покажа ливчето, тоа беше едно ливче практично, и кажа дека не гласал за председател. Што се случуваше во ДУИ околу тој бојкот? Јас мислам дека на ДУИ политички му одговараше да се случи политичка криза со нивното заминување од власт, со нивното најавено заминување од власт. Да го ударот, да го возвратат кон ВМРО што не ги и да создадат внесува во влада. И создавањето на политичка криза некаква, да. Ќе ги представеше нив како фактор на стабилност, бидејќи додека се ДУИ во власт е стабилно, кога ДУИ не се во власт е нестабилно, и на тоа им се надополни овој наратив за избор на председател во собрание, кој македонските партии го одбија веднаш, и тој овозможи добар шлагворд за таков потег. Но сепак јас мислам дека потегот беше грешка. Прво ги направи неконструктивни, ни една партија не била тјарат бојкот, второ не успеа бојкотот, и трето му овозможи на Мицовски идеален изговор зошто да не ги земе во власт без оглед на резултатите. Околу цензусот, интересно е како партиите се против намалување на тој председателски цензус. Имате ли објаснување зошто? Дали се албанските партии причина за да покажат еве како ДУИ, значи ДУИ дали е причина, да покажат дека тие се супериорни и можат во секое време да создадат криза. Слушнав една интересна теза на некој од гостувањата на кои бев, дека албанците се противат на намалувањето на цензусот затоа што така ќе може да се избере председател и без албански гласови. А да, тоа го кажувам и јас. Можно е тоа, но да знаеш од таа дебата нема бегање.
Значи Македонија има 1.815.000 запишани избирачи, од кои 1.300.000-1.350 се присутни во државата во секој даден момент. Инсистирањето на тие високи цензуси и за избор на председател, и за референдумско изјаснување, ги прават едноставно изборниот законник и законот за референдум ги прават извор на кризи, извор на политички кризи. Вие не можете да наметнувате цензус на диаспора која се наоѓа некаде по светот. Тој цензус за председател или треба да се укине, бидејќи председателот има една трошка од извршните овластувања, нема поента да се избира со 700.000 гласа легитимитет, а намалувањето на цензусот за референдумското изјаснување можеби ќе овозможи некои закочени процеси за кои не можеме да најдеме партиски консензус, да најдеме плебисцитарен консензус. Да. Добро, околу Влен ме интересира и уставните измени за кои инсистираа претходно, но сега веќе прилично се тивки и говорат за месеци и месеци некакви разговори, преговори со ВМРО ДПМН. Јас мислам дека разговорите за формирање влада ќе им предничат на разговорите за уставни измени и мислам дека политичката прагма ќе преовладее кај сите. Мислам дека тие сега ќе ги заборават уставните измени додека не се договорат за влада. Има неколку причини за тоа. Прво, роковите за влада се покуси од роковите за уставни измени. Добро, во ред, но говориме откако би влегле евентуално во влада. И тие влегуваат влени. Тука доаѓаме до втората причина. Да. Тешко дека ќе го натерате ВМРО ДПМН во првите месеци или два дефинитивно да ви каже влегувам во уставните измени или не влегувам во уставните измени. Нема да има повод за судрување на тие две платформи во првите месец или два. ВМРО ќе каже ќе пробаме да договориме подобар пакет, ќе пробаме со разговори. Вие не можете да се лутите во првите 100 дена на владата. Така што ќе има еден период во кој ќе биде сива зона, додека се уште јавноста па и албанските коалициски партнери во владата не знаат кој е конечниот став на ВМРО ДПМН по уставните измени. Ние и сега не знаеме конечниот став. Знаеме дека сегашниот пакет за нив е неприфатлив. Каков пакет предвидуваат, дали тој друг пакет би бил прифатлив, дали воопшто ќе се нафатат уставните измени сега, дали ќе ги чекаат локалните избори 2025, ние сега не знаеме. Добро, но да не заборавиме дека Гордана Силјановска говореше за преговарачката рамка дека е прифатлива, што беше прилично голямо изненадување. Значи, јас мислам дека преговарачката рамка е премногу голем ризик дури и за ВМРО ДПМН. Вие ако е но одеа со таков наратив. Така, јас мислам дека повеќе треба да се очекува некаква дополнителна декларација, некаков креативен пристап во содржината на уставните измени, некакви декларации од ИПП или од Бундестагот, некакви гаранции. Така наречени гаранции, така, некакви полуформални, неформални гаранции. Значи, што му е на Мицовски му е политички потребно да каже дека пакетот под кој тој би разговарал за уставните измени не е истиот пакет што го донел СДСМ. И тука мислам дека, имајќи го преди неговиот висок политички капитал, дури и козметички измени ќе му завршат работа, бидејќи ќе може да го наметне наративот во јавноста дека е тоа нов пакет. Да, гласачи и поддржувачи. Околу СДСМ. Ковачевски вели, цитирам, говори за премиерската и лидерска функција, дека ги чувствува како силен мотив за неговиот понатамошен ангажман. Тој не мисли да се предаде, не мисли дека ова е на негово конто конечно, на целата гарнитура, говорам, раководство, зашто не разбира Ковачевски. Имаше доволно, 2 години беа доволно да направи некаков пресврт во лошите политики на Заев. Уште еднаш ќе повторам. Изјавите на политичарите дадени во еуфорија или во депресија не ги земам толку сериозно. Факт е дека Ковачевски вчера не го изговори зборот оставка. Не кажа дека тој дефинитивно, но најави избор на целото раководство во СДСМ. Тоа по дефиниција го вклучува и избори за неговото место. Дали ќе се кандидира или не, тоа не го разјасни. Мислам дека се уште ни тој самиот не знае, мислам дека ќе ги чека распетот на ситуацијата во СДСМ. Што побрзо СДСМ ја свати големината на своите грешки, што побрзо влезе во една суштинска катарза, тоа побрзо ќе можат да се надеваат да конституираат вистинска опозиција. Ваквото одбивање на соочување на реалноста или не дооформени јасни политички ставови нема да им донесат ништо добро, но на крајот на криштата, видите, тоа е за нив голем шок. Не се поминати ни 24 сата, дајте да ги пуштиме да им слегне работата, да можат да ја сварат, па да видиме каков конечен став ќе заземат. Некои од
некои од функционерите на СДСМ уште вчера даде оставки, Фатмир Бетичи да Фатмир Бетичи и Перо Костадинов. Така е. Да. Имате ли објаснување зошто еве даваат оставки, но размислуваат и веројатно не размислуваат воопшто да се повлечат од парламентарните листи и функции? Заради тоа што тоа се луѓето кои ќе бидат опозиција на ВМРО-ДПМН. Со ваков резултат тешко дека ќе бидат добра опозиција. Со ваков резултат тешко е дека ќе бидат добра опозиција. Тие во моментот се трета партија и тоа може за СДСМ да значи екзистенцијална криза. Значи криза на тоа дали брендот СДСМ може да преживее или не може воопшто да преживее на македонската политичка сцена. Досега сме имале два пати слични ситуации во кои трети партии одземале сериозен дел од гласовите на СДСМ и ги приклучувале кон ВМРО-ДПМН и таква победничка коалиција. Васил Турковски 98, Тито Петковски 2006. Сега можеби е тоа Максим Димитриевски. Претходните два пати тие гласачи на крајот се враќале по поголемата опозицијска партија во СДСМ. Не знам дали тоа ќе биде и овој пат бејќи вака низок резултат немале одамна. Мислам дека да видиме што ќе каже нивната интроспектива, дали ќе ја покажат или не. А дали треба претениците да си дадат оставки? Види, ако они ме ја менуваат целиот политички пристап, што повеќе сменат, тоа побрзо ќе зачекорат на пат за закрепнување. Значи им препорачуваат, Добро. Зошто грбат му го свртија на Максим Димитриевски гласачите? Гледаме дека доживеа дебакал на парламентарните за разлика од председателските избори. Анкетите цело време покажуваат дека Максим Димитриевски треба да има волку гласови. Да. Јас мислам дека за него беше брилјантен потек што се кандидираше само од позиција на градоначелник за председателски кандидат. Но не го поддржаа сега на парламентарните. Повеќе мислам дека неговиот резултат во првиот круг председателски избори беше исклучок, одошто дека е ова некаков дебакл. На тоа треба да се надополни дека флуктуирачките гласови кои не се врзани ни со СДСМ ни со ВМРО-ДПМН, голем дел отидоа кај Максим Димитриевски од контото на Билјана Ванковска која беше слаб кандидат за левица. Да. И заради тоа мислите дека беше исклучок 80.000 гласови на Максим Димитриевски во првиот круг. А левица не е изненадување. Си ги надомести своите гласови. Очекување беше да имаат всушност 6-6 како од почетоците, што сите анкети покажуваат. Добро, на крај сме. Благодарам за овој разговор. Благодарам. Брисел, преку пораката на еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеи, му ја честиташе победата на ВМРО-ДПМН на парламентарните избори и на партискиот лидер Христијан Мицкоски. Честитки за убедливата победа, подготвени сме да работиме заедно за да го подигнеме ЕУ пристапниот процес на Северна Македонија на следното ниво, напиша Вархеи во честитката до Мицкоски, објавена на платформата X. Предходно Вархеи победата на председателските избори ја честиташе и на Гордана Силјановска-Давкова. Честитки за победата на Силјановска-Давкова стигна и од амбасадорот на Европската унија во Северна Македонија Дейвид Гир. Во објавата на X, Гир додава оти со новата шефица на државата очекува тесна соработка за Европската единина Македонија. Честитки до Гордана Силјановска-Давкова за низиниот избор за председател на Македонија. Очекувам тесна соработка со неа за Европската единина на земјата. Во одговор на честитката на Гир, Силјановска-Давкова вели оти и таа очекува продолжување на соработката за заокружување на интеграцијата на земјава во Европската унија. Почитуван амбасадор Гир, очекувам да ја продолжиме нашата блиска соработка за заокружување на македонската европска интеграција, нашиот клучен национален стратегиски проект, вели Силјановска-Давкова. Сепак, од соседна Бугарија пораките се во форма на предупредување. Председателот на Бугарија Румен Радев после резултатите од изборите во Македонија кажа дека многу брзо ќе стане јасно дали новоизбраната председателка Гордана Силјановска-Давкова и партијата ВМРО-ДПМН ќе работат за европската перспектива на земјата. Винаги съм подкрепил европейската интеграция на Република Северна Македония, но при спазване на принципите за добросъседство и най-вече копенхагенските критерии за членство. А това ще рече промяна в Конституцията и зачитане правата на македонските българи.
Тој додаде дека и натаму е неопходна ревизија на учебниците, почитување и заштита на бугарското културно и историско наследство. Порака во врска со изборните резултати во Република Северна Македонија стигна и од бугарскиот технички премиер Димитар Главчев, кој, како што објави БТА, вели дека повеќе отстапки нема никаде да правиме. Да почекаме да видиме каква влада ќе се формира. Се надевам дека ќе ја продолжат својата европска перспектива. Ставот што го имаме е паневропски став на нашите пријатели од Република Северна Македонија. Им е јасно дека доколку не ги исполнат условите за членство во Европската Унија, нема да функционира, рече техничкиот премиер Главчев. Надеж дека новата влада на ВМРО ДПМН нема да направи промени во надворешната политика, но и дека земјата ќе го продолжи својот европски пат, изрази и шефот на грчката дипломатија Јоргос Герапетритис во интервјуто за грчкото радио Sky. Министерот за надворешни работи на Грција, говорејќи за изборите кај нас, рече дека одблиску го следат развојот на настаните и посочи дека се подготвени за сите сценарија. Од друга страна, се надевам дека нема да има промени во надворешната политика, но и во внатрешните теми на Северна Македонија. Имаме убедлива победа на ВМРО. Нивната предизборна агенда беше фокусирана и на прашањето со договорот од Преспа и за тоа колку договорот од Преспа представува достоинствено решение за граѓаните на Северна Македонија. За овој случај сакам да го кажам следново. Нова демократија како опозиција ги покрена сивите точки од договорот. Од друга страна, со доаѓањето на власт имаме и политичка и правна обврска, не само да го почитуваме договорот од Преспа, туку да се погрижиме да има и негово доследно спроведување, нешто што се заснова на самиот наш устав, објасни Герапетритис. Паралелно, тој додаде дека договорите што се ратификуваат од парламентите превладуваат над секоја спротивна одредба од законот, што според него практично значи дека што и да сака Грција, што и да сака Северна Македонија, не можат едностранно да го изменат договорот од Преспа. Односно, не може да дојде внатрешен закон и да го ревидира или поништи договорот. Значи, сите сме должни да се придружуваме до договореното. Иако предизборно навистина постоја одредени реторики, јас чувствувам дека климата нема да биде нарушена и од дополнителна причина што договорот од Преспа представува формален предуслов за интегративниот пат на Северна Македонија кон Европската Унија. Нема што мислам дека не се оспорува како главна цел на соседната земја, истакна шефот на грчката дипломатија. За европската перспектива, како на нашата земја, така и на целиот регион, уште еднаш тој ја повтори грчката поддршка, бидејќи како што рече сметат дека на овој начин се воспоставуваат мирот и безбедноста во поширокиот регион, но и додаде дека конкретно за Северна Македонија големиот проблем што постои сега не е толку прашањето со Грција и договорот од Преспа, колку што е во главно прашањето со Бугарија. Вклучувањето на бугарското малцинство во уставот, исто како и договорот од Преспа, представува предуслов за напредокот на интегративните процеси, па во овој момент Северна Македонија со новата влада и новата председателка ќе се најдат пред важни дилеми. Моето верување и надеж е дека соседната земја ќе го продолжи нејзиниот европски пат и нема да имаме оживување на национализам и проблеми од минатото, истакна министерот за надворешни работи на Грција во интервјуто за радиото Sky. На двојните избори, како и што се очекуваше и најавуваше и во европскиот печат, победи опозицијата од десницата, што според Евроактив најверојатно ќе ги оживее тензиите во соседните Грција и Бугарија, особено Бугарија, која ги постави своите услови за унапредување на пристапните преговори на Северна Македонија во Европската Унија. Како илустрација на оваа претпоставка од Евроактив се пренесува ставот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој одби да го признае новото име на земјата како Северна Македонија во согласност со историскиот договор потпишан во 2018 со Грција за ставање крај на долготрајната расправија меѓу Скопје и Атина. Тој исто така вети дека ќе покаже цврстина во ќосокакот меѓу Скопје и Бугарија, кој во изминатите 2 години ги блокираа преговорите за влез на Северна Македонија во Европската Унија. Либерасион нагласува дека добар дел од предизборната кампања му беше посветена на прашањето на пристапувањето во Европската Унија, кој според весникот се претвори во бесконечен процес за земјата.
Како кандидат за влез во Европската Унија од 2005 државата спроведе низ амбициозни реформи во последните години за да се обиде да ја почитува линијата на Брисел. Земјата дури отиде дотаму што го смени името за да ја задоволи соседна Грција. Во февруари 2019 Македонија стана Северна Македонија, ставајќи крај на 27 годишниот спор и принудувајќи ја Атина да го укини своето вето за членството на земјата во Европската Унија. Но тоа беше без да се земе предвид другиот проблематичен сосед, Бугарија. Во 2020 година Софија за возврат стави вето, наведувајќи ги јазичните и културните разлики, свесна дека едногласноста на 27-те е потребна за да започне пристапувањето. Северна Македонија се најде уште еднаш во ќорсокак. Конечно, 2 години подосна двата соседа потпишаа договор под покровителство на Франција. Бугарија потоа се согласува да го повлече своето противење и да го подржи отворањето на пристапните преговори под услов Скопје да го измени својот устав за да го признае бугарското малцинство во земјата. Ревизија тешко да се проголта за жителите кои се плашат од појавата на други бугарски барања. Според првиот човек на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски, мора да се покаже цврстина. Тој ја уверува дека неговите пратеници нема да гласаат за уставни измени по бугарски диктат, било денес или во иднина, затоа што ако конзервативната партија е за влез во Европската Унија, исто така е националистичка и затоа е помалку подготвена да прави компромиси со соседните земји, објаснува Флоријан Бибер, политиколог и специјалиста за Балканот. Дали земјата е предодредена да остане пред портите на Европа? Со конзервативната партија на власт, сигурно дека ќе биде потешко да се реши спорот со Бугарија, забележува Флоријан Бибер, но не е се завршено. Нивниот став кон Брисел во голема мера зависи од коалицијата што ќе се направи, особено што традиционално владеачката партија се здружува со партиите што се го представуваат албанското малцинство, кои цврсто го подржуваат процесот на пристапување. Голем процент од граѓаните повеќе не веруваат во тоа, се согласува политикологот Флоријан Бибер. Тоа не значи дека се против членството, туку дека не мислат дека тоа може да успее. Резултат, недостаток на интеграција, жителите повеќе не го гледаат овој процес како приоритет. Во 2014 година 80% од македонците го подржуваат членството во Европската Унија. По 2021 година тие беа само 68%. Француското радио Франс Интер во долга репортажа се осврна на позицијата на албанското население во земјата, кое повеќе го истакнува албанското знаме отколку македонското, иако е направен голем напредок во почитувањето на нивните права. Или како што пишува Трибун де Женев, албанското малцинство си го бара своето место во земјата. Македонската националистичка десница ќе мора да коалицира со албанските партии за формирање парламентарно мнозинство. Албанското малцинство, според весникот од Женева, често се обвинува дека сонува за унија со соседно Косово. Председателските и парламентарните избори во Северна Македонија беа конкурентни, а обемната и плуралистичка кампања и помогна на гласачите да направат информативен избор, но нарушена со негативната реторика со националистички слогани, како и недостатоци во законодавството и недоволен надзор над финансиите на кампањата, се вели во заедничкото соопштение на меѓународните наблюдувачи објавено од Советот на Европа во Страсбург. Предизборниот период и самиот ден на избори беше стабилен, меѓутоа има самите избори се врзнив се фрла сенка со дискриминаторска реторика во медиумите, етничка поделеност, политичка поделеност, исто така реторика чија што цел е се малите етнички заедници. Ги потикнувам граѓаните на Северна Македонија да ги решат овие и да ги надменат овие поделби, промовирајќи го диалогот, разбирањето, да негуваат посилно чувство на припадност и инклузивност меѓу сите етнички групи во Северна Македонија. Изборите беа транспарентни и нашите наблюдувачи не забележа некои големи нарушувања. Меѓутоа морам да забележам дека во одредени области голем број на граѓани не учествува во гласањето за претседател.
избраниот председател и сите политички партии треба да го решат ова прашање. Пред парламентарното собрание на Советот на Европа на јунската сесија се очекува да биде представен официјалниот извештај на неговите набљудувачи, во кој подетално ќе бидат преточени нивните забелешки и констатации за изборниот процес во земјата, со надеж дека земјата нема да биде блокирана во постизборниот процес на создавање на владата.